си било едно зајаче, се викало Ушко. Си живеело во шумата, со мајка му, зајачицата, татко му, големиот зајак, и со двете сестрички. Зајакот и зајачицата биле грижливи родители. Еве, сега треба да зборувам како родителите на зајачето. Може ти да бидеш мајката и таткото зајак? Па договорено. Никогаш не се оддалечувајте од нашиот дом, зашто може некој да ве изеде. Ги учела мајката зајачица малите зајачиња. Бидете послушни и не се карајте со никого. А ако имате пријатели, непријателите ќе се плашат од вас иако сте малечки. Секој ден им повторувал големиот зајак. И бидете учтиви. Сум ги слушнала луѓето. Знаете како велат? Добриот збор и железна врата отвара. Со милозлив глас зборувала зајачицата. Јас ќе продолжам. Зајачињата слушале со широко отворени очи и учтиво одговарале. Добро, мамо, во ред, тато, ќе бидеме умни и воспитани. Но еднаш зајачето Ушко многу огладнало. Нјам, ми се пријаде зелка. Зелена крцкава зелка. Ќе одам да најдам. Ушко, без да се јави на мајка му, тргнал да бара зелка. Но во шумата немало зелка. Ушко продолжил да трча и за час се нашол во една зеленчукова градина. Не губел време. Гриц, гриц, ам, Ушко сладко се наел. Задоволен со полна меша тргнал дома. Одејќи така лека полека ја видел лисицата. Била лута и бесно мрмкала. И сега не знам како зборува лисицата. Слушај. Останав гладна. Не успеав да украдам кокошка од дворот на селаните. Што да ручам денеска? На зајачето Ушко му запрело срцето. Леле, треба да се бега, но каде? Треперело од страв зајачето. Во тој момент согледало пештера. Без да размислува, Ушко скокнал во пештерата. Не знаел дека таму го чека друга закана. Во пештерата, скриена во камењата, живеела змијата. Зајачето било воспитано, нели, па знаело дека не смее да влегува во тој дом без дозвола на домаќинот. Трепата се поздравам, си помислила тоа. Но со кого? Дали некој живее во пештерата? Подразмислила зајачето Ушко, па решила. А јас да си ја поздравам пештерата. Си седнало тоа на задните ноџиња и учтиво рекло. Добар ден, добра пештеро, дозволете ми да влезам. Змијата многу се израдувала кога го слушнала гласот на зајачето. Ајде те молам, ти биде змија. Влези, рекла змијата, сакајки да го залаже малото зајаче. Но Ушко го препознал гласот на змијата. Па, брзо одговорил. Извинете што ве вознемирив, рекло зајачето. Јас сосема заборавив дека ме чека мајка ми на ручек. Довидување. Друг пат ќе ве посетам, пештеро. И Ушко скокајќи побегнал.
Кога дошло дома, во својата дупка, зајачето си рекло: убаво ме учат мама и тато. Учтивоста никому не може да му наштети. Мене ми ја спаси главата. Змијата пак се склопчила и промрморела: Подобро да не му одговорев. Ах, тие учтиви зајачиња. да пробам јас. Подобро да не му одговорев. Ах, тие учтиви зајачиња. Хаха, одлично. Ти помогнам? Ептен. Ехеј. О, Благодарам. многу ти благодарам и извини. Малку сум збркана. Ме фаќа трема. Пред цело училиште ќе ја читам приказнава. Затоа бев малку како неучтива. Во ред. И опушти се. Одлично ја раскажуваш приказната.